Ние на 15 октомври ќе го пуштиме во употреба електронскиот регистар на население. Што Значи, значи конечно, тоа? електронска... Мислам, долго го зборувавте, што ќе значи во практична смисла тоа? Ова ќе значи прво дека нема да имаме различни податоци за себе во различни бази, во различни институции. Значи, конечно ги исчистивме различните податоци за нас самите што ги имавме во различните бази на податоци. Ова ќе е основната база на податоци за сите граѓани, електронски регистар на население, преку кој што со активација на нашиот електронски идентитет, а тоа веќе го имаат, условно кажано, не сакајќи направено сите оние кои што се пријавени за електронска пријава на данок преку ИАП, над 900.000 граѓани, ќе можеме да остваруваме електронски услуги сега на сосема законски начин. Што мислам законски? Ги донесовме и сите закони со кои што институциите ќе можат да издават валидни електронски запечатени и подпишани документи кои што ќе бидат подеднакво валидни како и хартиените. Дури би рекол и повеќе, на исто ниво. Идеме секаде веќе во светот се применува еден концепт кој што се вика правило дигитално прво, digital first. Ова ќе значи дека документите ќе може веќе од 15 да се вадат. На 15 ноември, еден месец подоцна, ќе го пуштиме во употреба новиот национален портал за електронски услуги. И двата проекти се финансирани од страна на Европската унија. До сега бевме во фаза на инсталација на хардвер, софтвер, траеше тоа, се превземаа податоците од другите бази, се консолидираат, значи се е завршено. Колку услуги електронски ќе понудите на 15 ноември? 50 ќе понудим услуги. Тие Меѓу кои, еве, поважните 10, кажете ги? Па не, овие се оние кои што најчесто и граѓаните ги бараат, од управата за водење матични книги, разни изводи, преку не знам, централниот регистар, Министерството на внатрешни работи, значи буквално ги гледавме. Сето тоа ќе може да се добие на еден електронски портал. И сега сосема законски издаден електронски документ кој што не може било која институција која ќе им го дадете електронски да ви побара на хартија. Веќе по закон тоа не сме. Зборувате за електронски, а пак покажувате хартија. Мислите кога мислите електронски, мислите бас електронски. Да, значи се работи за сосема законски електронски подпишан и запечатен документ со таймстемп кој што целосно со сите меѓународни стандарди ќе значи дека е валиден. Да, не се работи за печатење, не за хартија. Не збориме за хартија. Веќе во овој момент се работи евалуација, значи, на понудувачи, повторно нов ИПА проект кој што го финансира Европската унија, кој што ќе се спроведува следната година, ќе ги видиме резултатите на крајот на следната година, за дигитализација на клучните регистри. Значи сите оние дополнителни бази на податоци за документи, не за граѓани, туку не знам регистри во Министерство за економија, тука се работи веќе и за бизниси, за разни концесии, лиценци и така натака. Значи дигитализација на клучните регистри и развој на дополнителни 120 електронски услуги. Значи ние веќе на крајот на следната година би требало да имаме еден заокружен целосен систем на испорака на околу можеби 200 електронски услуги за граѓаните и бизнисите.